Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. 26 јули 1963 година, ден кога во катастрофалниот земјотрес животот го загубиле 1070 граѓани. Точно 87 нации од светот испратиле помош во Скопје и помогнале градот повторно да се изгради, поради што го носи и епитетот град на солидарност. Главна тема денес е дали Скопје се уште град на солидарност. Но бидејќи единствен начин да се заштитиме од катастрофални земјотреси е правилно, просторно планирање и изработка на квалитетни, генерални и детални урбанистички планови, како и одговорно проектирање и изведба на конструкциите. Денес ќе ве прашам и за следново. Градат ли архитектите и градежниците одговорно и сигурно? А анкетата на Instagram Story ќе не биде ваква. Дали би купиле стан во новоградба или стан од пред 40 години? Имате две опции за одговор. Под А новоградба и под Б стар стан. Кликнете на вашиот одговор, ќе ги соопштиме резултатите по рекламите, а сега во продолжение пред да почнеме со дискусијата токму со вас, се разбира да го погледнеме и прилогот на Тамара Марковска. Поминаа 61 година од катастрофалниот скопски земјотрес што се случи во 1963 година, кога животот го изгубија 1070 луѓе, 3000 беа повредени. Се сеќавате ли на земјотресот од 63 година? Какви спомени имате од тогаш? Се сеќавам и тоа многу добро се сеќавам. Живеев на 11 кат. Кога почна земјотресот, почна да зградата да се љулја многу. И дури беме горе, дури беме у собите, никој не мислеше дека ќе останеме живи. И после тоа почнаме да бегаме сите по скалите. Немаше жртви во таа зграда, али пред нашата зграда имаше 4-катница со приземје, 5-катница, таа беше скроз срушена и многу жртви имаше тука. Повозрасните граѓани кои го преживеале земјотресот, но изгубиле членови на семејството, пријатели, познаници и домови, се уште го паметат тој ковен ден. Пред камерата на Телма се вратија наназад во времето и ги споделија тие страшни моменти. Се надеваат дека такво нешто веќе никогаш нема да се повтори. Сметаат дека градот сега изгледа сосема поинаку. Некои од нив мислат дека успеа да се врати убавината на градот, а дел пак со носталгија кажуваат дека никогаш нема да биде истиот град како порано. Како изгледаше градот тогаш, како изгледа сега? Успеа ли да се врати убавината? Никогаш. Градот беше многу поубав во тоа време. А мене, да ви кажам, не ми се свиѓаат овие објекти во однос на порано. Јас сум од тука од 51 година и мене порано повеќе ми се допаѓаше градот него ли сега. Да не се повтори, ето што да ви кажа. Сега Скопје е еден сосема поинаков град, од кој што ја знам. Мислам дека направивте поубав град него што беше. Ова зграда железничава плата има останато и ова кај Зеу. Другите се струшија, ама додација се обнови. Земјотресот што го погоди Скопје е една од најкатастрофалните природни непогоди во Македонија. Застанатите стрелки на часовникот на Скопскиот музеј со години сведочат за земјотресот од 1963 година. Се случил во 5 часот и 17 минути. Трал 20 секунди со јачина од 6,1 степен според Рихтерова скала, а потоа следували уште неколку помали потреси. Во катастрофата беа урнати 15.800 станови, а оштетени 28.000. По земјотресот со помош од точно 87 нации од светот кои испратиле некаква помош во Скопје и помогнале градот повторно да се изгради по урнек на проектите на Кензо Танге и Адолф Циборовски. Додека денеска сите се сеќаваат на земјотресот од 1963 година, од градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска немаше никакви активности. Никој не се сети да стави и порака во спомен на 26 јули ниту на официјалните фејсбук страници на градоначалничката и на град Скопје.
А сега на потек сте вие. Главната тема ќе повторам по прилогот на Тамара Марковска, со оглед на тоа што денес е 26 јули 1900, ќе подсетиме 63-та година, ден кој што ќе остане запаметен, односно Скопје ќе се сеќава по големата катастрофа која што му се случи, а тоа е големиот скопски земјотрес. Но Скопје по земјотресот се обнови, се разбира и стана град на солидарност. Дали според вас Скопје е се уште град на солидарноста? Добар ден, ако имаме некој на линија. Добар ден. Јавуваме се од внатрешноста за да кажеме за солидарност. Дали Скопје е се уште град на солидарноста? Скопје веќе не е град на солидарноста. Скопје е веќе град на насилие и урбанизација на мафијата. Не е тоа едно време што беше Скопје, што од цел свет дојдеа да го изградат после земјотресот. Нека се благодарни на покојниот Тито, што цел свет го собра за да се изграде Скопје, за да биде оноа што треба. А урбаната мафија граде згради што сеизмолошки не се исправни. Не можат да издржат силни земјотреси. Тие само гледат да дојдат до профит, до пари. Ни не ги интересира безбедноста на граѓаните. Сега воопшто нема солидарност во Скопје. Да падне човек на улицата, нема никој да го погледне, едноставно ќе го ритнат и ќе си продолжат надалje. Зошто исчезна според вас солидарност, еве? Зошто тоа така? Тоа е така затоа што народо нема веќе човеци во народо. Човеци нема. Тоа време имаше човечанство. Со сите трчаја да помогнат и од внатрешноста, и од странство. Имаше човечанство у самите луѓе. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија и со вас секако го почнуваме ова издание. Продолжуваме со останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав до вас. Благодарам исто и до тебе и до Телна телевизија. Благодарам. И ако е толку голем период на ова време, поминато од земјотресот, али тоа не се заборава, затоа што тоа беше стварно еден кошмар кој што не можеме да веруваме дека се дешава. Јас бев на село кај една тетка, од татко ми сестра, и сабајлento кога здрма, не знаевме што е тоа. Среќа таму немаше урнатини, али кога се вратив во Скопје, не можев да верувам дека тоа беше Скопје го нема што го имаш. Така да многу лоши спомени има од ова, многу народ погина. Солидарност имаше многу голема и од внатре и од надвор донации. Како биле искористени, тоа знаат тие што биле тогашта функција. Ние не знаеме, можеме само да нагаѓаме, али солидарност и почитување, пријателство имаше. Сега тоа го нема, изумре. Зашто и како не знаеме. Дали таа љубомора, злоба, како да кажам, не знам. Сега да те види на улица, да паднеш, нема да те погледне. Само че помине покрај тебе и никому ништо. А тогаш не беше така. Сите се собиравме на едно место, делевме што имаме и Големо благодарам што споделивте со нас и секако со гледачите на Црвена линија на што вие се сеќавате во тој период, односно тој кобен 26 јули 1963 година. По земјотресот Скопје станува град на солидарноста. Дали денес на 26 јули 2024 година се уште сме град на солидарноста. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Па, тоа беше у тоа време и остана така. Стварно помогна цел свет. Нас као мали бевме, не зема у Марибор, словенците не зема. Како не пречека цел воз мал децам. И дојде септемвр, кој сака да се врати, кој сака таму учевме. Али не префрлија
Пореч на море, таму. Таму наши учители све, кој сака да... Една година учевме таму. Кој сакаше ќе се врати. Значи имаше стварно голема солидарност у секој смисол, мислам. Дава помош после и у јадење, и у све. И значи Скопје, благодарни сме многу уште за таа солидарност и стално, еве, кој ќе задеси таква не, помага градот Скопје, свака час и Македонија. Тоа не се заборава. Али жртвите не можеме да ги вратиме за гревото. Тоа е. Друго све се направи и што вика ова пред мене, таму е две жени. Урбана мафија. Како урбана мафија, бре? Се шири в семејство, куќа треба, стан. Кај можеш да купиш? Ги дава две куќи и стан, ќе направи зграда, ќе им дај стан. Дали ви се чини дека архитектите и градежниците градат одговорно и сигурно? Тоа се докаже и за земјотресот. Бе, дури ќе ги затвара. Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Останете секако со нас. Добар ден. Добар ден. Господи Тинче. Голем поздрав, господине Златко. Само ситница една да кажам, кај со бев офицер во Херцег Нови. Таму имаше човештвото, ова господјата пред малку што рече, нема човеци. Тоа се вика чојство, да ги браниш другите од себе, а јунаштво да себе се браниш од другите. Значи, тоа се големи зборови на господјата пред малку што беше гледачката. Нема човеци. Нема човеци. А градбата кај нас е башибузок. Значи, урбана мафија. Треба овој прстен што е со земјотреси од негде Енглеска до Индонезија, да се тоа треба на некој начин архитектите, урбанистите да го запишат во своите мемуари дека тоа е многу опасна работа да градиме облакодери кај што не постои таа измичка одговорност. И благодарам многу, имајте убав ден, господја Тинче, вие и нашата Телма телевизија. Благодарам и за упатените убави зборови. Секако имајте убаво попладне во името на целата наша редакција и телевизија, но секако и останете и понатаму со Црвена линија. Ке се префрлиме и онаму каде што редовно, нели, токму за вас, ги издвојуваме коментарите на темите за кои што зборуваме. Некс платформата ќе почнеме со коментарот на Иван Лазаревски, кој што напишал: на ваков ден, кој за Скопје служи како подсетник за најголемата природна катастрофа која градот ја доживел, не можам да не помислам на Коце, Петре и Данила. Никако природно ми доаѓа. Горан Андреевски напишал: поголеми зла од самиот земјотрес. Ви се чини ли дека се уште градот Скопје е град на солидарност? Дали се уште ја препознавате? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас сум еден од наследниците на старите Скопјани, фамилија Величкови, Димишкови, Антови. Работнички дом е нашата фамилија. Ги слушам како зборуваат, за жал, Скопјани не, провинцијалците што се раселија во Скопје. Они ни кажуваат како треба да биде солидарноста во Скопје. Ние сме стари Скопјани, потекнувам 800 години од таа фамилија, почнувајќи од работнички дом, завршувајќи до Кисела вода, Дебармало и ред други убави наслови. Стварно е жалосно она што се случи на денешен ден пред многу години. Нека ми е лесна земја на сите, нека се сите и здрави, живи тие што станаа живи. Ке ги замолам сите, никогаш веќе да не се мешат во скопјаните и во скопското,
нека се вратат по селата и по провинциите назад. А кажете ми, ве молам, во однос на темата, со оглед на тоа што го пометите овој ден и случувањата, солидарноста, дали се уште постои во градот? Солидарноста од овие провинцијалци во моментот што се јавуваат никогаш не била. Значи, од овие провинцијалци никогаш не била солидарноста во ова време. Значи, може да биле нивните дедовци, баби и ред други работи, али никогаш не биле. Значи, Благодарам многу за јавувањето. Секако ќе напоменеме дека Скопје како град на солидарноста тогаш во тој кубен момент по случувањето на катастрофалниот земјотрес доаѓала помош од секаде. Ќе потсетиме дека 80 земји од надвор секако активно зеле учество во помошта, но и луѓето како и од натрешноста, така и од главниот град. Со еден збор сите, односно и од надвор и од натре биле мобилизирани и секако со надеж дека ќе спасат што е можно повеќе преживеани, но и ќе го обноват Скопје повторно. А дали Скопје е се уште солидарен град како никогаш? Да видиме што ќе кажат останатите. Добар ден. Добар ден. Ќе мора многу погласно, многу слабо ве слуша. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Видете, вака, солидарен дека е, не. И нема ни да биде. Тоа било пред многу години, пред 50-60 години. Солидарноста во Скопје или во Македонија нема никаде. Зошто исчезна еве според вас солидарност? Молам? Зошто исчезна солидарност? Па затоа сите што се само бендисани, сите сакаат да грабат и да имат за себе, а не да му помогнат на тој што нема. Јас сум одел по работни акции и знам како е, и сум одел на пошумување, сега за жал што еве, нели, таму низ горе многу квадрати оваква шума, големо пространство, само сакам да кажам, сум одел по работни акции по ова, солидарноста била тогаш. Јас ќе ти кажам, сум во акцијаш од 79-та до 84-та година. И како дете од 13 години сум почнал да одам на работни акции, и тоа е солидарност, дружење, убавина. Овде нема, како имаш нешто малце повеќе, тој може само ножот да ти го зарие или да ти направи некој пакос. Градат ли архитектите и градежниците одговорно и сигурно? Не. Тоа 100% ви тврдам, дека не градат. Затоа што уште немаат примено технички прием, тие становите ги имат продадено, а немаат технички прием направено. Дали ми разбирате? И после негде тече, па ова зашто тука имало вода, код дождови и така натаму. Така, благодарам многу и вам за вашите одговори во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Во црвена линија сум? Да, ве слушаме. Па вака, прво почит према загинатите. Тоа што се случи земјотресот, тоа го имаше на телевизија, како се случува земјотресот, пуста љубов, па и да изгора. Така се вика песната. И така остана. И се почна да се руши од тогаш. Кога мируваше сето тоа, некои почнаа да рипаат и да се убиваат. И нервираа, убираа, правеа, пустеа, дивеа, подметнуваа. Додека некој сака да ви го реши проблемот денешен, како да излеземе од кризава. И да видиме ги подполувачите, кои стануваме како духови на овој свет. Значи, тие имаат како да кажам, како јавор дрво некое, и тоа ќе те изгори до душа, па не можеш ни да обстанеш во таква топлина. Тоа е опасна змејска игра, не знам, повеќе да зборам, ама јаворите треба да ги сотрам сите до еден, па тогаш ќе видите дека сум во право. Не е битно тоа, битно е, дајте плановите да ги доставам некаде и вашиот уредник да не се оградува многу, зашто не сакавте ни мобилно биро, не сакавте ништо, а тие седаат и само клецаат. Ај, нека клецаат, па ќе видиме до кога ќе клецаат. Благодарам многу за учеството во црвена линија. Уште еднаш ќе потсетиме, денес се одбележуваат 61 година од катастрофалниот земјотрес кој што го погоди Скопје.
На 26 јули далечната 1963 година по земјотресот Скопје станува град на солидарноста. Дали се уште е град на солидарноста? Тоа е темата за која што зборуваме денес. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Од градот на солидарноста останаа само многу малку градби. Како овие модерни времиња донесоа рушење на се она што е изградено. Солидарно, пред се, тука е универзалната сала. Драмскиот театар, Букурешт, навистина жално. Ајде, дали ја согледувате се уште солидарноста и помеѓу луѓето во денешно Скопје? Во денешно Скопје нема никаква солидарност меѓу луѓето. Поголем дел од скопјаните полека изумираат, доаѓаат генерации на луѓе кои не се од потекло од Скопје и постојано сме окупирани од нив. За нас скопјаните нема место ниту да се вработиме, ниту нешто да направиме. Дали тоа значи дека солидарност се стекнува со природно раѓање во однос на градот во кој што се... Не, солидарноста е дадена од дома. Но има луѓе кои ги газат сите луѓе. Благодарам што ме слушавте. Благодарам многу што учествувавте и секако останете со нас во ова издание на Црвена линија. Секако на секој 26 јули, па така и овој на X платформата голем број на коментари кои што го одбележуваат овој ден. Националната галерија на Република Северна Македонија, еве што има напишано на X платформата, на денешен ден во 1963 година Скопје се соочи со најголемата катастрофа во поновата историја на градот. Во 5 часот и 17 минути жителите на Скопје ги разбуди земјотрес со јачина од 6,1 степен. Според Рихтер земјотресот траел 20 секунди и однел преку 1000 жртви. Но по земјотресот секако целото население, не само скопјани, туку и жителите од натрешноста, како и волонтери и оние кои што сакале да помогнат, дури од 87 земји земале активно учество. По тоа Скопје станува препознатлив како град на солидарност. Дали се уште сме град на солидарноста? Дали е Скопје се уште солидарен град? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па вака, на тој ден многу добро се сеќавам, 14 годишник бев. Меѓутоа живее во Србија, во еден град во Србија. Татко ми беше војно лице, офицер беше. Беше испратен на расчистување на рушевините и спасување на тоа што беше останато во рушевините на луѓе и на сите тие работи, без со единица на ЈНА. Само тоа добро се сеќавам, значи на тие моменти. Беше навистина катастрофа за цела Југославија, не само за Скопје. По Скопје не тагуваја само скопјани и само македонци. Тагуваја сите во Југославија, тогаш бевме сите солидарни. Градот на солидарност од Скопје дали го задржа или не знам. Не ми се верува дека го задржа, како прво овие одмah со доаѓање на една власт тука, одма почеа да ги менуваат улиците, например, Мексичка беше мената и што ја знам, а беа ставени некои, да не кажам сега кои, луѓе кои што врска немаа со Македонија, кои што беа против Македонија, кои што беа за да не постои Македонија. Меѓутоа, ете, заслужиле по нешто, за некој заслужиле. За мене не. Јас сум против тоа. Благодарам многу за учеството. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали е Скопје солидарност? Видите, Скопје е солидарен, мислам народот солидарен, пошто кога беше земјотрес. Јас сум скопјанец, од Чешма роден. На Чешма Киселавода роден. Памтам 12 години го памтам убаво земјотресот, како беше, што беше, Опицилски како се срамни, Народна банка Карши, Хотел Македонија. После тоа дојде, након
месец дена дојде Тито, Крупчов, дојде свето. А Скопјани, кога пати у Турска, мислам, лани, преклани, кога беше земјотресот, не ме држи. Старите Скопјани гледа по центар како носеа, донирава, било што неко донирава луѓе. Значи, текно е како ние добивавме солидарни работи, ни помага од цел свет, така и ние помагаме, пошто знаеме како е. Дали ме разбирате? Да, и ве слушаме. Така. И многу поздрав до Ристо од Лисиче, Рики. То го поздравам. Верувам дека не гледа. Градат ли според вас архитектите еве подучени од земјотресот и градежниците одговорно и сигурно? Па нема пушку што викаат. Све тоа се става и железа и ова и она и како треба, што треба, се се прави. И добро што нема кули што не се прават. До 4-5 спрата тука најдобро е. Најубави зградиши. Ето. Така, добро, благодарам многу и вам што се вклучивте во оваа денешна дискусија во Црвена линија. Продолжуваме и со коментари, секако ќе го издвоиме и коментарот на МК Кодар кој што напишал: во сеќавање на катастрофалниот земјотрес во Скопје 26 јули 1963 година да не се повтори. Секако Скопје беше од тој момент препознатлив и како град на солидарноста. Дали се уште ја гледате солидарноста во Скопје? Дали се уште Скопје доследно го носи тој епитет? Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден, повелете. Благодарам. Па вака, прво нека почиваат во мир сите оние 1070 граѓани кои починаа на многу неубав начин. Значи само може да ги спомнуваме и да жалиме за нив и за нивните животи. Сега, значи земјотресот, многу луѓе во тој момент пред земјотресот, пошто беше тоа лето, не отидоа некои по одмори, некои се вратија од кај дошол и така натаму. Некои па се вратија во Скопје. Тие што нема среќа да живеат, дојдоа се вратија во Скопје и на некој начин ги најде таа катастрофа. Светот, во тоа време, изрази голема, грижа за нашиот град. Помогна дури и повеќе колку што ние очекувавме. Го изгради Скопје, го направи што се вика кукла. Меѓутоа, во тоа време беше Скопје солидарен град, град на солидарноста и се почитуваше тоа долги години. Но, како ние, што се вика, растевме и тоа се забораваше. Сега никој не спомнува дека Скопје е град на солидарноста. Сите викат, Скопје е преблокирано. Скопје е град да има не повеќе од 400.000 жители. А ние имаме, не вика, преку 700.000. И како сакаме да... Ке подсетам 90 секунди време траењето, но гледачот не е редовен, секако знае дека може повторно да се вклучи и за нови 90 секунди. Ева уште еден коментар. Ада Маседонија напишал: на 26 јули 1963 година Скопје беше погоден од силен земјотрес, кој остави траен белег на градот и на неговите жители. Оваа трагедија го промени текот на историјата на Скопје, но исто така ги обедини луѓето во нивната решеност да го обноват и да го направат уште поубав град. 20 години подоцна на истиот датум се родев јас. Мојата приказна започнува со символика и надеж. Моите родители често ми раскажуваа за денот кога се случи земјотресот и како тој ги обликувал нивните животи. Го почувствував значењето на тој ден уште од мали нозе како знак дека секогаш може да се најде сила во тешките моменти. Честитки роденденски до Ада Маседонија, ако не следи во Црвена линија, но ете уште еден датум кој што символизира воедно голема катастрофа, која што навистина имаше силен импакт врз тогашно Скопје, но и целата тогашна Југославија. Како да е, од тој момент Скопје станува и град на солидарноста. Дали се уште го препознавате Скопје како град на солидарност? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас прв пат се јавам во ваша емисија. Драго ми е, верувам не и последен пат. Нема да биде последен пат.
Па јас сум потикнат од некој гледач да се јавам. Јас Скопје вака не го знаев. Кога имав 8 години, живеев во провинција и дојдов 68 година во Скопје. Дали овие старија скопјани што вика дека било пубаво, мора да се сетат кога беше автобуската станица покрај Каменет и мост. Тука имаше ѓубре мичигени да собират. После станицата се изнеси на второ место, па дојде на трето место. Јас кога завршив со школувањето се запосли во едно министерство и таму сите бевме кој од Струмица, кој од Паланка, кој од Битола, кој од Тетово, кој од Ресен. Немаше од кај нема. Меѓутоа, од Скопје немаше луѓе. Имаше неколку правари, имаше неколку дрејари во пожарна кои работеа и ме слушате? Да, цело време, затоа ни упаѓаме во... Луѓе што ги упознал, или беа боксери, или беа бравари, или ливари беа. Сега да ви кажам уште нешто. Да им кажам кој го направи Скопје. Моите соселани, сограѓани од општина Ранковци, село Ранковци, градски зид кој изградија. Ако сакате да ги набројам, може 50 до 100 луѓе ќе ви набројам, а нека ми кажат овие скопскиве, да не кажам у тоа време манкупи, знаеле. Драго ни е прво што и ве бевте заинтригирани за прв пат да се вклучите во Црвена линија. Благодарам за учеството, но и подсетување имаме правило секој јавување 90 секунди, така да и ве охрабрувам уште еднаш да го завртите телефонскиот број и секако да добиете дополнителни 90 секунди. Дали Скопје е се уште град на солидарност? Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Јас сум исто така прв пат кај вас во емисија. Драго ми е. Стар скопјанец, жена борец. Тука сум роден јас, татко ми, дедо ми, мојот прадедо. Скопје беше преземјото со мал град од Треска или денесна Рузвелтова улица до Пролек и вамо до Чајер. Толку беше Скопје, околу 200.000, али многу убаво живеевме, но за жал земјотресот не погоди тоа што бидна. Само да ви кажам, сега жена борец е парк. Се уште не ми е платен плацот 2 куќи на баба ми и на дедо ми од 600 квадрата. Нити Тито ни плати, нити Бранко, нити Љупчо, нити Грујо, никој како стари скопјани. Сакам само тоа да ви го кажам. Дека во моето мало, ово што е сега собрание, тоа беше влада. И Тито кога ќе дојдеше, ние викаме Тито Лазо, Трце наш, Истра е наша, наместо да викаме Солун е наш, ние Истра нити Трст ме го виделе у тоа време. Само тоа да ви кажам, тука имаше 6 објекта. Тука беше балетска школа Барок, 4-та скопска гимназија кај што учев јас Барок, тука беше црквата Елени Константин, тука беше собрани. Благодарам многу и вам што посакавте за прв пат да се вклучите во Црвена линија. 90 секунди е време траењето на едно јавување, така да слободно завртете повторно. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден и убав ден. Вам и на вашата екипа. Дали Скопје се уште е град на солидарност? Дали сега е солидарност Скопје? Не, помина тоа солидарноста, оти да не најде. Нема сега, само ќе си ја затворат вратата, ќе ти се извикат, ќе ти се издерат, а ти си вреќа што треба да пуниш и да... Нема ги тие луѓе, отидоа и не се вратија. Толку ви благодарам и извини ако сгрешив, пријатно. Не сгрешивте воопшто што се вклучивте во Црвена линија. Имаме и гледачка која што е исклучително кусовно, јасно ги даде своите одговори. Вампириве што има напишано на X платформата, те рушат, те градат, те газат, те плукаат, те обвинуваат за лош живот. И покрај многу ти победуваш. Скопје мое, твое наше. Bulldozer Revolution напишал: Скопје овој пат го урниса и без земјотрес. Признале ние или не, Скопје е мртов град. А дали Скопје е се уште град на солидарноста? Добар ден.
Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам, поздрав до тебе. Да ти кажам наискрено, јас сум имала 8 години кога беше земјотресот. Значи се сеќам на едно Скопје, значи се сеќавам дека, знаеш, Тина, тогаш и сега не можеш никако да споредуваш, значи некако тогаш имаше луѓе, како да кажам, човек, во сите гледавме човек, не во сите баш. Сега некако како да го снема човекот. И благодарение на Тито, што беше толку почитуван низ низ свет, затоа и дојдо и затоа ни помогна и затоа стана град на солидарноста. Денеска, кој знае денеска за Скопје? Да, знаат по загаденоста, го познаваат, да, викаат, оној најзагадениот град, значи, може би знаат дека ова што се гради, што прашуваше ти пред малку, дали им верувате на градбата, значи што се направи Скопје, бетон се направи, дали уопште личи, дали денеска личи ова на Скопје, на град дали личи, прво да прашам. После тоа, толку се многу изградени зградите една до друга, да не знам и кај се дише, а луѓето па, не дај Боже да ти помогна, значи, кога брат на брат нема да му помогне, значи, некако се поремети како да го снема, навистина го снема човек. Дали сметате дека тогаш се негуваше солидарност, еве? Мислам дека се негуваше, затоа викам, тогаш и сега не е споредбено, значи сега го заборавивме човечкото во нас, го снема, значи човекот. Едноставно да те гледа да паѓаш нема да ти помогне, Тина. Тогаш некако, јас се сеќам, татко ми беше војно лице, па него го немаше воопшто да не види нас, затоа што помага, трча, работеа, да се изгради, да се направи, значи прецера, а сега ќе се повлече, не знам што ќе направи, нема ни мажи, не остана со исклучоци, да не ги навредам се сите мажи, така да поздрав многу и убав ден на сите. Благодарам многу што вие ги споделивте впечатоците и спомените ваши. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во програма ли сам? Да, во црвена линија сте, повелете. Мерак ми е. Јас сакам нешто да кажам, левувам со Штип. Ве слушаме. Да кажам нешто за земјотресот. Јас 63-та година бев пето одделение. И кога гледам таму со брат ми, раното отидовме да чуваме Боста на нивата, Штипско село Долани, и кога гледаме камиони, народ озгоре при кулиците, немаше толку автобуси. Викам, ние деца, викам, шо е вај народ толку шо оде за Скопје? И после брат ми вика, мене ми се изврте све со колибата. Од земјотресот му се свртела све, спаднал, вика таму. И после вечерта кога дојдовме дома во селото, од нивата, и одборникот изјави, немаше толку и радија. Мислам, вика, слушајте луѓе, вечерва немој да спиете во куќиве, надвор ќе спиете, вика. Затоа што Скопје е сравнето со земјата. Многу луѓе даваа помош и радиото цел ден трубеа. Радио Скопје цел ден кажува кој погинал, цел ден ги читаа. Бог нека ги просте, нека земја, нека и на починатите. Даваа сите земи помош и благодарам многу еве што ги споделивте вашите сеќавања од тој Кобен 26 јули 1963 година. Секако земјотресот, катастрофалниот земјотрес на Скопје, тогашната 63-та година катастрофа беше која што имаше силен импакт и низ целата земја, особено имаше импакт врз целата тогашна Југославија. Како и да ќе потсетиме дека дури 87 земји од светот активно учество веднаш дојде и прита и помогна на Скопјани да се изгради повторно овој град. Од тој момент Скопје станува град на солидарноста. Дали е се уште град на солидарноста, ќе слушнаме од вас. Добар ден. Добар ден, ако сум јас, нали? Да, повелете. Убав ден, меѓутоа за потсетување не е баш како да кажам, пошто ние сме преживеале и знаеме како е све.
Меѓутоа сега ова што се гради, што се прави, ја не можам да кажам. Што да кажам? Значи, вие од дека ќе кажам во Тафталиџе конкретно кај мене, значи, кога ги правила зградите, ја мислам со месеци вода не може да дола да исчистат испод зградите. И сега тие рачунете, овде биле барчи, она меко земјиште, вода, Скопје лежи на вода буквално, водно, зашто се вика водно. Значи, ја не знам како уопште градат и што град. Не бакши да ми дадете града, сам јас нема да го земам. Значи, затоа што уопште не се гледа што се прави, како се прави, само се гледа од некоја материјална гледна точка. И сега јас имам една, дамна многу тука, една као карта, не знам што е, како Скопје да видите како иде линијата, овако каде може да се гради, каде не. Значи, една дупка има таму од кај кисела вода до кај Карпуш, тука два кај полициска станица, значи тука тој простор некако, не знам, е направен едноставно, не знам, како дупка едноставно останува, па друга има една линија на Консола, така, каде што може да се гради. Значи тоа ја пошто го имам, сум го извадила од негдека, значи тоа го имало во некој вестник и во нешто и се знае каде што треба да се прави. Меѓутоа кај нас за жал ништо тоа не се почитува. Значи ова е стварно такво Скопје тоа што му се случи и да не. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Ево уште нешто интересно преку коментарот на Арамбаша. 26.7.1963 година. Кобниот ден за скопјани, поради кој фудбалскиот клуб Вардар ја замени белата со црна боја во знак на жртвите од разорниот скопски земјотрес. Пред земјотресот боите на Вардар беа црвено-бели. Никогаш да не се повтори. Скопје станува и град на солидарноста. Дали се уште е таков, ќе слушнеме од вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Денеска, на денешно време, Скопје не е град на солидарноста. Се гради, добро кажа господјата, се гради нешто што врска нема со сеизмичкото што треба да се измери, едно 10 пати да се измери зградата до 20 меркалиеви степени, па да се пушти во да ја купуваат овие млади сега што се земаат со дечиња мали. Не дај Боже да му посакаш ни на душманот да има еден земјотрес од 4, не мора да е 6. Но за овие нови згради што се градат, тоа нема, не знам што ќе се случи. И плюс, сакам да кажам, цел свет помагаше. Што значи да се направи најубава железничка станица во Скопје? Што значи да се направи еден урбан, убав град? Со жардинјери, со све најубаво. Убави патиштата ги направија, све живо. Па ништо не се одржуваше, луѓе. Го направија театарот. Театарот беше супер беше. Зошто не го одржуваа? Погледајте најубава железничка станица во Европа, можда и понатака. На што личи? Ѓубре. Затоа е град на... Благодарам многу за вклучувањето и секако за одговорите. Ево уште еден интересен коментар. Фрајлица го има напишано следното. Обуките треба подитно да се вратат и по школи и за возрастни. Секако прво да се провери цел систем дали функционира, сирени и свашта. Не сме способни да се снајдеме при еден земјотрес или поплава. Пола луѓе изгинаа во поплавата зашто се криеле по подруми. Па еве и тоа можеме да надоврземе колку сме спремни, обучени доколку се случи, не дај Боже, или се повтори ваква катастрофа. Меѓу другото, колку сме и солидарни, еве за солидарноста пред се да видиме што ќе кажат останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени. Добар ден. Добар ден, ако сум јас, пошто не се доискажав, не знам дали сум јас. Да, вие сте слободно. Повелете. Значи, еве сега имаме пред некој ден имаше на 36 километри дубина во Јадранско море земјотрес. Значи, ние ко лајци сега, бајде сите, да речеме,
Па вие знаете ли што значи таа дубина? Значи очекувајте сегдека да има потреси. До сега такво нешто обично све се 10 километри, не знам колку, ова 36 километри дубина. Значи вие тука луѓе што се сеизмолози да навлегувам други, значи треба една едукација малку да кажам на народот. Ние знаеме како поминавме, пошто не знаевме што значи и како значи, меѓутоа знаете, прашете паталец него гаталец, како што викаат луѓето. Значи треба една голема едукација овдека да има. Затоа што знаеш, сите идеме убаво, сите гледаме на убавото и стварно ни е убаво. Интересно е што некогаш еви на часовите по физичко имаше нели часови како подготовка за не дај Боже. Точно, затоа кажувам, значи да секој пат да значи некоја превентива да знаеш некако кај да се скриеш, порано вика да стоиш на вратата каде што е тука најсигурно и ред. Сега немам време да објаснам многу, така да треба малку да се затоа што не знаеме. Мене ова ме плаши многу што ви кажав 36 километри длабочина. И треба овако. Меѓутоа господјата што рече да се направи све. Све се е направено, меѓутоа гледате што прават деца, како да ги наречам, кршат, прават, се уништуваат. Треба да е на едукација малку да. Благодарам многу и за новите 90 секунди. Еве Мекица што има напишано. Дали некој може да ми каже колку треба растојание да има од зграда до зграда согласно пропис и кој ако може? Да има напишал, нема ограничување, ако е залепен објектот, тогаш не може да се отвараат прозорци на таа страна. Ако растојанието е помалку од 3 метра до граница на парцела, тогаш може да се отвараат само прозорци како за тоалет со парапет повисок од 1,6 метри. Има стари урбанистички правила каде што зградите треба да бидат оддалечени една од друга за 1,5 висини за во случај на катастрофален земјотрес да може да се заштити другиот објект, ама тоа повеќе не се користи. Добар ден. Добар ден, поздрав. Поздрав. Ве слушаме, повелете. Скопје беше град на солидарност. За време на земјотресот, значи, целата светска солидарност се пренесе во Скопје. Тоа е точно. Но, денеска Скопје не наликува на град на македонците. Скопје денеска е конгломерат. Ако дојде некој туриста во Скопје, не ќе знае да разликува што е тоа македонска традиција и што не е. Тоа е намерно направено уште во текот на Југославија, за време на Југославија, за Скопје да може да ги абсорбира сите села од Македонија, а тие да се измешаат со население од Косово, од Јужна Србија, така да... Дали сметате, еве зборуваме за солидарност, не дај Боже елементарна непогода, дали Скопје е се уште град на солидарност? Мислам дека не, заради тоа што Скопје го градат луѓе кои не ги боли за македонизмот, тоа е цела работа. Тие го градат, такви луѓе го градат. Добро, благодарам и вам за јавувањето. Дојде времето ги погледнеме рекламите. По рекламите сега е време и да ги погледнеме резултатите. Како Инстаграмџи одговорија на прашањето дали би купиле стан во Новоградба или стан од пред 40 години. Под А Новоградба одговорија дека би купиле 39%, а стар стан би купиле 61%. Благодарам многу за сите вас кои што земавте активно учество во ова денешно издание на Црвена линија. Секако, пред да се префрлиме во на втора димензија, каде што секако ќе има многу бави награди, да ви укажам на тоа, пред се дека како редакција и телевизија сме благодарни што бевте дел од оваа цела една сезона на Црвена линија, која што мора да признаеме без вас далеку ќе беше од најгледана. Но нашата дружба ќе продолжи по кусо време во заврти на Тилмапа и да ви подкажеме за да се освоите некоја првосмукалка. Еве ќе има вакво прашање. Кој зборе од домакинет за бакарниот сад во кој се вари турско кафе?
Како во математиката се вика граничната вредност на функцијата, како се вика римскиот храм посветен на сите богови. И еве уште едно прашање, кој е точниот превод на латинската изрека Veritas vincit? Во виното вистината или вистината победува? Како да е, некој ќе ужива во нова прва смукалка. Се гледаме.